Назад сме во живо со ноќно студио. Продолжуваме со Ана Марјановиќ од Хема Онко и онколошки пациент. Благодарам што сте со нас вечерва. Ви благодарам на поканата. Да. Може ли за почеток да ни опишете во кој момент одлучувате дека таа ваша лична борба со болеста стана некаква борба со цела јавност и дека одлучувате дека треба да се појавите во јавност, да ја раскажете вашата приказна, да се борите за правата, да се борите за останатите онколошки пациенти? Што е она што ве мотивираше? Кај мене мотивацијата дојде не само кај мене, него во целата група, ние се нарекуваме пеперутки, пациентки со карцином на дојка, кога изби скандалот на онкологија. Ние имавме доста од нас блиски, кои што, ајде да речеме, и има осетено од тој хаос на онкологија, и кога изби целата афера со онкологија, некако се најдовме незаштитени, оставени сами на себе, не ни се веруваше, премногу прашања имавме и почнавме да протестираме пред јавното обвинителство. Тоа траеше под прилика некои си 4 месеци. Добивме резултати од тоа протестирање. На наше инсистирање беа повикани надвор од Македонија експерти. И тоа никако мене лично ме мотивираше да малце повеќе се позанимавам со пациентите, со што е она кое што ни недостасува. И така стигнав до Хема Онко. Ние првоично, како пеперутки, сакавме самите да организираме здружение, меѓутоа во Хема Онко, кој што веќе постоја и се беа организација и за онколошки и за хематолошки пациенти, некако се најдовме и ги здруживме силите и тоа беше една правилна одлука. Така започнавме. Во последниве 2 години навистина многу вложивме во онкологија, во едукација на пациентите, во промени. Свативме дека, знаете, како вие кој ќе почнете со едно здружение, така и со Хема Онко, верувате дека со самото тоа што ќе бидете тука за пациентот, со самото тоа што ќе обезбедите едукативни материјали за тие пациенти, ќе помогнете на пациентите. Меѓутоа многу брзо во Македонија сваќате дека доколку не се инволвирате во промени и доколку не се инволвирате во политики, пишување на политики и ајде да речеме ставање притисок на власта, на министерството, на фондот, дека резултатите не се видливи и помошта за пациентите навистина е потребна таму. И ние навистина се сконцентриравме на тоа и во изминатите 2 години сме постојано по некои ходници, се обидуваме да ги промениме работите на подобро. Оваа година дел од резултатите се видливи, иако во онкологијата, посебно со клиниката на онкологија, па да не зборуваме веќе и за надвор од Македонија, има уште многу што да се работи. Има и денеска, сега ги читам последните вести, ДЗР алармира скринингот за рак на дојка во Македонија со сериозни пропусти, нема централен регистар, здравството потврдила во превенцијата. Еден куп забелешки читаме секоја година во ревизорските извештаи. Јас имам една изрека која што често ја кажувам по гостувањата по телевизија и по медиуми, а тоа е во македонското здравство, посебно во онкологијата, ако научиме македонското оро да го играме 3 напред, 1 назад, сме постигнале успех. Во изминатиот период некако играме 1 напред, 3 назад. Оваа година со клиниката за онкологија и со фондот направивме некои сериозни чекори во однос на терапијата на пациентите и тоа се гледа и во бројките кои што пред некој ден излезе онкологија со нив и во тоа колку повеќе пациенти се вклучени на посебно од бели дробови, од меланом и од онкологија. Меѓутоа сите овие работи кои што ги набројавте потврлаат. Ние соработувавме и со за ревизија кога го правеа извештајот, тие побараа од нас, ние бевме на неколку состаноци, да направиме и анкета интерна во нашата група, бидејќи имаме група за пациенти со дојка. И тоа го направивме и сето она кое што е во тој извештај е нешто за кое што ние зборуваме со години нанасат. Македонија скрининг програма нема. Тоа што Македонија го имаше во изминатите години беше некаков обид за да се направи скрининг програма.
Доколку сакате да кажете дека имате скрининг програма во Македонија, таа треба да опфати целата популација. И треба да биде константна во наредните 5 години како би вродила со некаков резултат. Тоа во нашата држава не се случува. Да не зборуваме дека нас ни е џабе и залудна една скрининг програма, доколку немаме патека за пациентите. Вие сте отишле на радиолог, без разлика дали сами сте се пријавиле, тој ве повикал или како и да е, ви гледаат на ехо, ви велат имате грудка. Што понатаму? Што понатаму со тој пациент? Значи, не е доволно да имаме само желба за скрининг програма, доколку пред се не ги знаеме капацитетите на државата. Ние ако имаме во еден град ехо, немаме мамограф. Ако имаме мамограф, немаме радиолог кој да ги чита резултатите. И сето тоа прави еден хаос. Да не зборуваме дека оваа скрининг програма претходната беше со самите пациенти да се регистрираат. Значи, ние одиме под предпоставка, а вклучува пациенти од 40 па нагоре години, дека во Македонија жена од 70 години има дома интернет, има компјутер или од самиот телефон знае да влезе и да се регистрира за скрининг програма. Значи, тоа беше еден обид за скрининг програма, кој што се надевам дека Министерството за здравство после овој извештај, после сите дискусии кои што ги имавме, ќе свати дека треба да се направи сосема поинаку, со еден многу сериозен пристап да се направи, да не зборуваме дека тоа е само една скрининг програма. Каде се за генетали, односно за матка, па меланом, па дебело црево, па бели дробови, па простата, и тоа е веќе една листа на скрининг програми кои што светските практики покажуваат дека било кој карцином, ако е детектиран во нулти или во прв стадиум, пред се и најважно му дава огромни шанси на тој човек, нели, или таа жена во преживувањето, а од друга страна, бидејќи нели секогаш се сведува посебно во Македонија на финансии, ја чини државата многу помалце. Што значи дека вложување во солидни и издржани скрининг програми значи вложување и во здравјето и заштита на здравствениот систем во однос на третирање на овие пациенти, бидејќи секој онколошки пациент кој што е фатен во некоја подамнешна фаза, односно во трети, четврти стадиум, е и од огромен терет, односно терапиите за онколошките пациенти се навистина високи. Таа терапија повторно беше актуелна. На први во месецов се појавија вестите, нема доволно терапија, па клиниката демантираше, ниту еден пациент не останал без терапија, само фалат, односно доцнат одредени лекови за ретки болести поради увозникот беше причината која што ја потенцира. Има ли терапија? Вака, на онкологија има терапија. Значи, таму станува збори за поголем тип. Се вие кога ќе речете нема терапија, тоа изгледа како да пациентите се оставени без ништо, што не е точно. Точно е дека има недостаток. Повторно станува збор за лекови кои што со години наназад се навраќаме да има недостаток, меѓутоа тоа е во недостаток на бројки, односно регистар во Македонија за канцер пациенти. Прогнозирањето оди на вистина многу тешко. Ние оваа година, да речеме, точно од овие лекови кои што недостасуваат, рибоциклибот, пабелоциклибот, ако во 2023 сме имале еден пациент, во 2025 имаме 48 пациенти на едниот лек. Од другиот сме имале 43, сега имаме 118. Значи, тоа се едни одскокнувања во бројките, а рачунете дека буџетот се планирал со 20 на повеќе помалку, и јас уште минатата година нели бев во надеж дека ќе направи клиниката за онкологија добри прогнози, меѓутоа бевме подготвени дека ќе треба подетално водење на пациентите за вие да можете точно да предвидите. Канцерот од друга страна е непредвидлива категорија, вие не можете да предвидите дали 20% од оние кои што во изминатата година не им требале тој канцер ќе измутира или ќе стане метастатски и ќе имаат потреба од овие терапии. Меѓутоа во однос на терапијата ние имаме навистина подобрување оваа година и тоа го покажуваат и бројките на преживеани пациенти. Меѓутоа, да бидеме на реални дека доколку ги немаме сите овие работи кои што претходно ги зборуваме, ние во онкологијата никогаш нема да постигнеме сите пациенти во Македонија да добиваат најсовремена терапија. Прво терапијата
прогресот оди многу брзо, секој нареден лек е многу поскап од претходниот. Од друга страна, преживувањето на пациентите е подолго, што е одлично за нас како пациенти. Меѓутоа, ако државата еден пациент кој што бил на рибоциклип требало да го плаќала, да речеме, 6 месеци или година дена или 2 години, сега веќе преживувањето со овие терапии е 5-7 години. Што значи дека единствен начин за да постигнеме реални бројки и да имаме реално терапија за сите пациенти е да ги детектираме во многу порана фаза. Ана, ќе ве навратам на случајот со онкологија, кога се отвори самиот случај, па имаше упат на полициски службеници, па се тоа се случуваше во ходниците каде што пациентите се наоѓа. Како реагира онколошките пациенти? Се вратили до вербата сега веќе во онкологија, веќе знаеме дека тогаш кога се објавија вестите дека дел добивале, дел не добивале терапија, па тоа влијаеше и врз самата психа кај пациентите. Каква е денес состојбата? Многу тешко. Вие како и во секој во обичниот, нели во нормалниот живот, изгубената доверба е нешто што најтешко се враќа. Така и на клиниката на онкологија. Она кое што е позитивно и кое што ете да речеме доза на доверба внесува е функционирањето на конзилиарните мислења и доделувањето на терапија со помош на повеќе доктори, односно одлучување од страна на повеќе доктори, и тоа постепено е враќа терапијата. Ние последиците од тој скандал во здравството општо, посебно во онкологија, ќе ги осеќаме уште подолг период, се додека не се подредат и сите останати. Знаете како, не е проблем тоа што се случи на онкологија со терапијата, ајде ќе речеме сега со конзилиарните веќе решено. И моето лично мислење е дека имаме еден систем кој што дава надеж. Меѓутоа, вие имате грешки во радиотерапија, во диагностиката. Имате недостаток на термини во диагностиката. Па имате, ние правевме анкета, од недоверба пациентите бараат на своја рака дополнителни испитувања. PET scan, компјутер и слично. Сето тоа е последица на недовербата. И навистина ќе треба време за таа доверба да се врати кај пациентите, за пациентите да се сигурни дека вас, иако клиниката за онкологија работи по европски протоколи, тие протоколи не се станати државни. Значи, клиниката ги следи европските протоколи, меѓутоа ние немаме, нели, протокол да е официјално признаен европскиот на ЕСМО протокол дека ќе се следи. Сето тоа го успорува процесот на колку побрзо да се врати довербата. Пациентите се во страв дека доколку не направат PET scan, докторот промашил нешто, доколку не се направат тумор маркери, нешто е пропуштено. Меѓутоа реалноста е далеку од тоа, бидејќи нигдека во светот, меѓутоа пациентите имаат довербата. Вие во некој нормален стадиум по завршување на болеста како што сум јас, нигдека во светот вие не правите PET scan. Нигдека во светот не правите магнет. Значи протоколот вели болеста е во мирување, вие сте во ремисија, се што треба да правите еднаш годишно ехо, на 6 месеци ехо, мамографија. Доколку имате некакви тегоби со генетали, со тојдал, одите на гинеколог, доколку ви се појави некаква болка во коските, во нешто, правите скен. Меѓутоа не го правите тоа како што ние во Македонија инсистираме да се прави на 6 месеци или на барање на пациентот или еден пациент препорачал на друг пациент. Тоа е резултат на недоверба во системот. Сега, колку време нас ќе ни треба за да ја вратиме довербата, и тука пак ќе речам воопшто не станува збор за доверба во онкологија. Општо, мислам дека станува збор на голема врата недоверба на македонскиот народ во здравствениот систем воопшто во Македонија. Колку трае таа неизвестност додека се направи таа диагностика или до закажување на терминот? Знаете како, неизвестност кај онколошките пациенти постои секогаш. Мислам на периодот на чекање до терминот, бидејќи ги споменавте дека Значи, термините се чекаат многу во Македонија. Се чекаат и сегдека во светот. Вие ни во Германија не можете да закажете магнет под 3 месеци. Освен ако не постои сериозна индикација дека тој магнет треба да се направи хитно или тој PET scan треба да се направи хитно. Повеќе станува збор за недовербата на пациентите дали воопшто треба
или не треба да се направи тоа испитување. Дали ме разбирате? Значи, вие кога не му верувате на вашиот доктор, кога тој ќе ви каже дека нема потреба од тоа снимање и наоѓате начини, а во Македонија верувајте дека се наоѓаат начини како да го направите, става еден дополнителен притисок на самиот систем. И се доведуваме во ситуација на оние пациенти на кои што на вистина им треба и кои што се во метастатска болест и кои што им треба следење, да не можат да дојдат до термин. И самите си го подкопуваме системот кој што и онака е кревок и не функционира како што треба. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, во светот, вие ако имате акциозност или ако имате страф од враќање на болеста, вие разговарате со психолози и со психијатри. Тие ви помагаат да го надминете тој дел. Во Македонија ние и тој момент ни недостасува, бидејќи како пациенти, како нација немаме навика да се консултираме, иако клиниката за онкологија има извонреден психолог кој што е достапен за пациентите во секое време. Меѓутоа пациентите нити знаат дека таа услуга им се нуди не само на клиниката на онкологија, не имаме дури и на клиниката за психијатрија отворено. Некако нити вложуваме како општество доволно за да ги едуцираме пациентите, нити пак вложуваме напори за да им помогнеме на пациентите да им биде патеката многу полесна. Вие на сето ова кое ќе ги додадете гужвите на онкологија и притисокот од таа страна и на пациентите и на персоналот, ние само навлегуваме во да не го видиме ни тоа што е добро направено, од проста причина што целиот систем е закочен. Ние зборуваме постојано оваа година за децентрализација, која што во сите параметри е одлична идеја, меѓутоа тоа оди толку многу тешко во Македонија, да вие Штип е нефункционален во Битола. Иако имаме онкологија и таа делумно функционира, од онкологија докторите се обидуваат да ги растеретат пациентите и да одат секој петок таму. Добрата страна е што Тетово на вистина одлично функционира, иако е со ограничен број на пациенти, односно дојка проста мал број на диагнози. Сега имаме обиди за 8 септември и знаете како, пак ќе речам, целиот систем треба да најдеме начин како да го сплотиме и да го направиме она што треба да биде. И јас дури господинот Клековски често знае да ми замери, ти секогаш збориш дека се мора да функционира. Да, бидејќи се останато не доведува во ситуација на недоверба, на лошо планирање на средствата за терапија, на лоши прогнози за пациентите. И се додека некако не се седне на една иста маса, сите чинители на здравствениот систем, додека не седнат на една маса и додека не се направи, значи вие една Европска Унија направи стратегија за борбата со канцер, 10 годишен план. Бидејќи тоа не е диагноза која што вие можете на годишно ниво, да не зборувам дека ние и на 6 месеци се обидуваме, планот кој што ние за да ги постигнеме резултатите да го медуваме. Едноставно сме како без идеја и визија за каде сакаме да стигнеме по 10 години во однос на онкологија и како долгорочно да го решиме проблемот со онкологија, бидејќи условите на онкологија пред се не се хумани за пациентите, меѓутоа уште повеќе не се хумани за тие доктори, за тие сестри, кои што треба да примаат и да гледаат по 100 пациенти на денот. Што значи нехумани за пациент кога ќе отиде на онкологија? Знаете како, сега прво таа болница не е направена за толкав капацитет на пациенти. Вие имате, сега иако оваа година се направија 2 нови чекални. Имате мал милион шалтери на кои што пациентите стојат. Ме разбирате, додека чекате. Пред секоја врата, односно пред секој доктор, во секој даден момент има минимум од 20 до 30 пациенти кои што чекаат. Сведочиме и за турканици. Сведочиме за турканици. Сведочиме, знаете како, јас одам, некој доаѓа со мене. Се прават гужви непотребни, се прават притисоци, па да не зборуваме дека нели во Македонија овој влезе пред мене, овој значи, самата клиника е не кога е правена, мислам, разбирате, нити овој директор, нити наредниот, нити предходниот можат да направат нешто по тоа како е изградена таа клиника и дека најверојатно кога се планирало да се направи таа клиника,
не било предвидено дека нити ќе се соочува со тие бројки, нити пак дека ќе има такви гужви, останатите центри нема да функционира. Затоа велам, доколку оваа година исто како позитивно е, се надеваме дека третиот спрат веќе е започнат, таму беше повеќе некоја легализација и некои правни градежни дозволи да се обезбедат. Мислам дека клиниката е веќе при крај. Планот е да се одвои дневната болница, значи каде што се прима терапијата да се качи најгоре, за да може долниот простор повторно да се преадаптира, за да може да се растеретат. Вие таму имате докторски ординации кои што биле наменети за архива. Значи просторија која што е метро на метро, било планирано да има тука плакари за архива, во недостаток на останати простори, ставен е доктор да прегледува таму. Што е од една страна позитивно и тоа што клиниката направила напори за плюс доктор да дојде, меѓутоа од друга страна нити за тој доктор, нити за тој пациент кој што ќе влезе кај тој доктор е тоа пријатна ситуација. Така да пак ќе речам, и она кое што е направено добро, а оваа година имаме 8 нови лека, кои што досега не биле давани на клиниката за онкологија, с големен број на пациенти кои што добиваат лекови, и јас дури често знам да кажам во Македонија, еве пари добивме повеќе. Тоа не ги решава проблемите на онколошките пациенти од проста причина што не е проблемот само на онкологија. Нели да е проблемот тука само на онкологија и да е само во терапијата, можеби и со некоја сума на пари ќе се реши. Меѓутоа кога ќе ги додадете сите овие останати проблеми на онколошките пациенти, вие добивате една целосно друга слика која што бара малку посеопфатен пристап. Која би била за крај вашата порака до онколошките пациенти? Од една страна споменавме недовербата, од друга страна дополнително се разниша поради случајот на онкологија кој што се уште е активен во суд. Што би им препорачале? Ги споменавме и да не речем злоупотреби, бидејќи често знаеме треба се направи, докторот вика не треба, па само иницијативно се преземаат акции за да се направат дополнителни испитувања. Која е вашата порака? Значи, јас прво на онколошките пациенти би им препорачала дека да се едуцираат самите и да научат нешто повеќе за болеста, пред се ќе им улесни на самите. Ние сме здружение кое што навистина има материјали, сме достапни за разговори од секоја дијагноза. Ние не работиме само за пациентите кои што се со карцином на дојка, работиме со сите останати. Тоа од една страна. Од друга страна, навистина имаме доктори на клиниката за онкологија кои што знаат да си ја работат работата, протоколите за лекување се јавно достапни на клиниката за онкологија, психолозите се нешто кое што навистина им е потребно на секој онколошки пациент. Разговорот со некој кој што ве разбира ништо поминувате е исто така многу важен. Никогаш да не ја губат позитивната мисла, бидејќи знаете како во светот веќе одредени карциноми се сметаат за хронични дијагнози, што значи дека доколку продолжиме да се бориме, јас верувам дека ќе имаме и подобри услови понатаму. Ете ние како здружение таа обврска, да речеме, си ја превземавме. Се обидуваме од сите страни да притиснеме секдека каде што треба, меѓутоа од друга страна треба и самите пациенти да имаат малку повеќе желба и за едукација и за разбирање на својата болест, се со цел да можат подобро да преценат доколку нешто не е како што треба или се појавуваат нови симптоми кои што бараат. Да, реков последно, но ми се наметна уште едно прашање, бејќи со моите претходни гости го споменавме тоа, колку за вас е црниот пазар пак предизвик во однос на таа терапија или колку пациентите се обидуваат бидејќи секој сака да стигне до таа терапија? Вака, во онкологијата е малку поинако, од проста причина што терапијата која што е скапа, која е биолошката имунолошката терапија, таа прво е заштитена генерички, поголем дел од тие терапии се само од еден производител, и тоа не е баш
нешто кое што. Меѓутоа, од друга страна, секогаш, еве, пред да влезам овдека, прочитав во групата како некој бара каде може да го купи тој лек. Се додека јас сум дел и од платформата за која што го работи на законот за лекови, тоа е уште една болна точка во нашето здравство. Овој закон треба да биде донесен во брзо време, меѓутоа не по било која цена. Не треба да се отворат врати за паралелни увози, не треба да се плаќаат најскапите цени на лекови, бидејќи ние на Балканот плаќаме најскапи цени, и се надевам дека, иако ставот на фармацијата, Фондот за здравство, пациентските организации, па дури и Малмед, се на една страна, тука малце од страна на Министерството за здравство имаме некои одредени теми на кои што не можеме да го изнајдеме вистинското решение, и е одлучено да се дискутираат на некое повисоко ниво во оваа држава. Меѓутоа се надевам дека во скоро време овој закон ќе направи еден простор да во Македонија најпосле не се плаќаат најскапи лекови на Балканот, и знаете како, тука отвараме една цела друга тема и на начинот на кој што се организирани тендери во оваа држава. Има многу работи на кои што треба да се работи, меѓутоа се додека нешто буткаме напред и се обидуваме, сметам дека ќе дојде моментот кога ќе се променат на подобро работите. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам јас. Ана Марјановиќ беше нашата гостинка, последна за ова ноќно студио, кој што во целост повеќе од 2 часа го посветивме на Светскиот ден на здравјето, 7 април. Вам ви благодарам што бевте со нас. Повторно ќе се видиме веќе во четврток од 20 часот. Пријатна вечер.